Со лубеница од фрижидер, многу течности и клима уреди се освежуваат граѓаните на новите екстремно високи температури. Прозорците се отвораат само во раните утрински часови кога температурите се пониски, а од домот се излегува само по потреба. Доколку треба да се излезе, најчесто со себе граѓаните носат чише вода, капа, наочари и лесна облека. Јас се разладувам со ладно пивце, ладна ракијичка, салатичка и ладна вода обавезно и лежање, спање. Ролетничките си ги пуштам и си уживам. Клими не употребувам. Не, вентилаторче, али обавезно пивце ладно, салатичка и така ми е добро. Па без клима дека не можеме ние. По-старите поиздржуваме няма. А вода обавезно пием. Ја па посебно мора, сикерас мора да пием. Ја да имам потопла, не ладно. Жешко имаме, ние имаме клима се А со клима ли се разладувате? Не, имаме што испрато природно така ладно, ни така да климата по потреба. Под сенка, ладна сенка, климата уклучуваме, седеме, прво ја вратите отвораме и така. Обавезно тоа. 4 литра вода денеска потрошиме. Пиеме обавезно. Не. Само Граѓаните максимално се придржуваат до препораките од лекарите, не излегуваат во жештините, а дома се хидрираат најмногу што можат. Не излаваме многу, те тука под ладна сенка. Не излеам, еве колку е сато, сега се прибирам и вечер у 5 излевам. Не. Али денеска кој имаме потреба излеваме. Инаку во следните неколку дена температурата се очекува да достигне 42 степени, а препораките на лекарите остануваат исти. Граѓаните да внесуваат доволно течности, да јадат лесна храна, како и да носат светла и лесна облека.